спомена Никола, прилогот е совршен вовед се чини за следниот разговор во Македонија наутро, кој што и вака некако ќе го најавам. Повеќе од 7 децении е амбасадор на македонската култура. Ансамблот Танец, кој е формиран да го собира, негува и надградува македонското фолклорно богатство, низ годините успешно потврдува дека е душата на Македонија насекаде низ светот. На денот кога Македонија одбележува 30 години самостојност и независност, се чини нема посоодветно гостување од денешното. За значењето на Танец за Македонија зборуваме со Бранка Костич-Марковиќ, етномузиколог, уметнички раководител на Националната установа Танец. Добро утро, добре ни дојдовте, нека ни е честит празникот. Добро утро, ви благодарам за поканата. Тука секогаш со задоволство и јас на сите граѓани им го честитам големиот празник. И се радувам што еве секогаш во вашите емисии знаете каде да ги фокусирате темите, зашто Танец е на сите. Танец подолго постои од овие 30 години што ги одбележуваме. Танец е надпартиски, вон сите времиња, за сите времиња, така што мислам дека Танец е вистинска гордост на сите граѓани на нашата држава. И приказната на Танец започнува во далечната 1949-та со одредбата на македонската влада за основање на државен ансамбл за народни песни и гриора, и со своето долгогодишно постоење се чини потврди зошто е символ на македонската култура и уметност. Знаете како, по тоа се гледа колку се важни темелите. Таа 49-та година, таа одредба не е само некаква законска форма, туку вистина Танец ги следи тие начела што ги поставиле првите луѓе, основачите. Уште тогаш веднаш непосредно после тоа за музички директор би рекла бил поставен Живко Фирфов, кој што јасно покажал, а и сите први луѓе кои што на почеток само ги адаптирале нашите ора за сценска изведба, потоа се зафатиле, да речеме, со некакво авторство, со кореографии, прво биле сплетови, нели? Уште тогаш знаеле дека не смеат да го сквернават македонскиот фолклор, туку да се обидат да го надградат. Тоа е многу деликатна работа, од совршенство да правите нешто што ќе биде добро и на сцена. И тие темели, тие основи, Танец, без разлика кој раководел со него, ги следи до ден денес. И јас многу се радувам, бидејќи такви друштва во манирот на времето, односно тогаш се поставувале сите институции во поранешната држава, Танец, мислам дека најмудро се држи блиску до изворот и најмудро се зафаќа со сите стилизации. Тоа е доказ, бидејќи денес Танец каде да се појави, може рамо до рамо со светските ансамбли да стои и да ги диктира, да биде урнекот како на вистински начин се прави сценска презентација на изворниот фолклор. И не е само символ на македонската култура, туку и репрезент на нашата земја насекаде низ светот. И покрај негувањето на фолклорното творештво мора да споменеме дека со уникатните кореографии и со уникатните носи низ годините представува своевиден амблем на македонската култура. Тоа е вистина така, зашто Танец не се само ората, не се само кореографиите, туку е играта, песната, носиите. Има сетови од носи кои што се стари и по еден век, тие се автентични. Се она што го гледате на сцената, што значи Танец е навистина еден бисер. Танец е подвижен музеј на македонската музичко-фолклорна уметност, би рекла, бидејќи сепак има стилизации, меѓутоа во денешно време, во денешен контекст Танец е уште позначен, бидејќи знаете, се подалеку сме од изворот, се помалку може на теренот да се најдат автентични игри, песни, свирки, така што Танец е тој главниот столб. Јас сметам дека се повеќе и повеќе Танец ќе биде изворот. Знаете, сите уметнички, културно-уметнички друштва во Македонија се угледуваат на Танец. Сите тие го имаат репертоарот на Танец како свој репертоар. Многу од кореографиите живеат низ аматерските културно-уметнички друштва. Така што Танец треба да се чува како капка на дланка и да се негува и да се вложува, зашто јас сметам дека не постои ниту по уредувањето, ниту по суштината, по национална установа од Танец, по голема национална гордост.
секоја чест и за филхармонијата, и за операта. Тоа е одраз на една цивилизација, на една државност, меѓутоа танец е нешто што треба посебно да се негува. И кога се подготвува во текот на вчерашниот ден за денешниот разговор, се позанимавав малку и со статистиката во однос на настапите и успесите на танец и ќе признам дека и повеќе од фасцинантна. Преведено во бројки низ годиниве над 4500 концерти на фестивали и други културни настани со над 8 милиони посетители. Меѓу другото, за успешноста на танец зборуваат и големиот број на награди. Ќе посочам само дел од нив. 11 октомври Климент Охридски, 13 ноември орден за заслуги доделен од председателот. Па треба ли повеќе? Има ли повеќе? Само да го посетите танец и да ги видите сите дипломи, сите одликувања, сите благодарници што ги добил низ овие 72 години, ќе ви стане јасно за каков углед станува збор. Не се тоа само општествените награди, тука има многу стручни награди што особено се важни и танец се уште реди успеси, па дури и во оваа пандемиска година, само ќе го споменам, ќе споменам 2019 година кога се прославуваше големиот јубилеј 70 години од основањето на танец, кога имаше низа на концерти, низа патувања, не спречи секако короната. Најзасегнат е танцот, можете да замислите колку е сложено, меѓутоа ова лето танец компензираше што цела година не работеше и беше вистински подвиг играчите особено да се вратат во форма и да блеснат така на сцената на Античкиот театар, на Хераклеа, заедно со ансамблот Ладо од Хрватска и така натаму и така натаму. Значи, танец го одржа тој континуитет што го има над 7 децении и се уште е високо, како што веднаш после основањето 1950 година ја освоил големата награда во Ланголен, кога одушевил со тешкото оро кое што и ден денес никого не остава рамнодушен. И тука ќе се задржам. Репертоарот на танец е нешто што секако заслужува внимание. Го споминавте тешкото, јас би го додала и невестинското и калајџиско, па дури и копачка, кои што насекаде во светот каде што настапувате се причина за стоечки овации. Тоа се над 90 кореографии, ајде да речеме нека груба бројка. На вистина стоечки овации, па дури и со последната кореографија, танец секоја година, да речеме, не знам дали е без исклучок, меѓутоа секоја година поставува нова кореографија. Еве последната Радовишки собор беше поставена по повод јубилеот и таа сега на Античкиот и во Хераклеа повторно ја остави публиката без див, беше еднаш видена на јубилејниот новогодишниот концерт на танец 2019. Сега повторно се постави и повторно ги секогаш танец се враќан за бис да одигра уште малку од таа кореографија, значи многу кореографии, вистина, и тоа е многу сложено. Вие да поставите изворни ора, да звучат толку и да изгледаат толку автентично, да ги ставите во современ контекст и да бидат атрактивни при тоа. Ова е видео материјалот од се чини последната наша средба на последниот концерт на танец пред да започне пандемијата и тука имаше минути стоечки овации од целата публика, она што се чини многу ни недостига од почетокот на целата оваа ситуација. Би сакала, Бранка, во текот на разговорот секако да ги споменеме и големите уметници, звучни имиња кои што низ годините соработуваа со танец и оставија свој белег. Васка Илиева, Пеца Атанасовски, Петранка Костадинова, Трајко Прокопиев, Александар Сириевски, Јонче Христовски се само дел од познатите звучни музички имиња кои што низ годините соработуваа со танец. Тоа е вистина така и денес танец е предизвик за секого. Секој би сакал да застане во танец, секој би сакал да настапи со танец. Вие споменавте само мал дел од имињата. Јас кога го гледаме Радовишки собор би споминала дека ова е кореографија на Јовица Блажевски, раководителот на игрорниот хор, на Дарко Илиевски, раководителот на оркестарот. Тоа се луѓе кои што ја продолжуваат таа, можам слободно да кажам, школа на танец, кореографска и музичка, бидејќи суштината на танец е луѓето кои што оставиле траен белег. Тоа се оние кои што ги поставиле кореографиите, како Јонче Христовски, Атанас Коларовски,
прво дојчин матерски со тешкот и многу други. И кога велам школа, навистина сакам тоа да го потенцирам, бидејќи танец е школа. Ние се уште немаме училиште, ниту факултет за кореографи, и танецот местото од каде што потекнуваат и стандардите, се уште тој ги диктира. Значи сите имаат настапувано, па мислам само да се потсетиме и на Сариевски и неговата улога уште во тешкото, уште во афирмација на нашата музичко-фолклорна култура, денес уметност, ајде да кажеме. Секаде каде што оди танец е препознатлив. Дали по едниот, по другиот, сите имаат снимено со него нешто. Па и денешен, еве, Владко Стефановски се подготвува концерт со него, ЗДЖМ оркестарот со Владимир Николов подготвуваме, значи танец влегува и во нови предизвици, не е само дека ја следи таа линија на стилизација или на уметничка транспозиција на автентичниот фолклор, туку и влегува и во модерни, но предпазливо струи. Затоа колку е значаен танец за денешниот ден, особено на кога одбележуваме 30 години самостојност и независност на Македонија, говори тоа дека сте вклучени меѓу другото и во изложбата на Државниот архив, дека ќе бидете вклучени во денешното одбележување, во парадата во Скопје. Па нема да звучи нескромно, знам, но незамисливо е ќе се сложите танец да не биде. Танец всушност ќе го предводи дефилето, но јас не познавам нека институција која што е посоодветна и не е можно без танец да помине ниту една државна свеченост, ниту една веселба, некој свечен момент, значен датум за нашата културна историја, бидејќи многу пати рековме дека танец е, вие самите споменавте, душата на Македонија, дека танец го сакаат сите, независно кој раководи во моментот, независно каква е нашата констелација, историска или секаква. Јас мислам дека луѓето на тој начин можат да си го негуваат она своето, дека никој ништо не ви може доколку творите и оставате траен печат. Здравствената криза во голема мера ги промени нашите планови, меѓу другото, нашите животни планови, меѓу другото и плановите на танец. Споминавте сериозен предизвик беше уметниците да се одржат во кондиција во изминатиот период, но многу ми беше драго кога ги видовме на сцените во Струмица, па на Охридско лето, во Пелинца и на Мечкинкаме, ни се потврди уште еднаш дека тоа навистина ни недостасуваше. Оно што ме интересира, колку пропушти изминатава година и половина, што се беше како план неостварено? Па ние половина на шега, половина сериозно со директорот, активниот директор на танец Мартин Вучич разговаравме колку еве во неговиот мандат само тој година и нешто е практично без активност, видлива активност на сцена. Ние постојано работиме, меѓутоа беше невозможно да застанат игроорците на сцена. Секако помина многу од нив тешки мигови со прелажување на вирусот, но се направи една акција, голем дел речиси целиот ансамбл, ако не беше вакциниран, да се вакцинира групно, и тоа беше првиот момент кога можеше танец да помисли да застане со својот цел капацитет на сцената. Пред тоа, секако го искористивме летото, имавме серија летни концерти во јуни, вокално-инструментални низ Македонија. Тие се навистина миньони тие концерти. Публиката е желна да ги види. Прекрасни амбиенти во Македонска Каменица, во Прилеп, во Велес. И кога, да речеме, танец се врати на тој начин постепено, беше се подготвено да се врати на големата сцена, на Хераклеја на Илинденски денови, потоа на Античкиот театар на Охридско лето. Заедно овие два концерти беа со националниот ансамбл од Хрватска Ладо. Беше прекрасно да се види тој раскош и да се видиме до каде сме. Повторно да си потврдиме колку е македонскиот фолклор динамичен, раскошен, колку е нивниот елегантен, колку секоја култура си има своја естетика, своја убавина, да се сретнат колегите, да разменат енергија, публиката уживаше и секако концертот во Струмица, самостоен на танец, тоа беше првиот голем концерт со најголема трема. Како ќе излезе, се радувам што тоа го види и публиката на македонската радио и телевизија, што еве имаме прекрасни снимки од концертите
артистите што ги задоволуваат стандардите на националниот сервис и што широк аудиториум можеше да ужива во тој концерт. А уште повеќе ме радува што и плановите за периодот кој што следува се сериозни и не мирувате во меѓувреме. Што можеме да очекуваме од Танец во периодот кој што следува? И сега, бидејќи е во актуелен конкурсот во Министерството за култура, секако дека Танец зависи од тие средства, јас ќе ги откриам плановите и искрено се надевам дека тие во целост ќе бидат поддржани од актуелното Министерство за култура. Како што кажав, Танец следи неколку линии. Го негува изборниот фолклор, ќе има изворни миниатури, каде што ќе може да се слушне делото од оркестарот, каде што свират традиционалните инструменти, кавали, тамбури, зурли, гајди. Значи, изворен репертоар. Ќе има концерти од оној голем калибар, секако во големите сали во Македонската опера и балет или во Македонскиот народен театар. Жал, Танец нема своја сцена и секогаш зависи од други објекти, што е горлив проблем. И се надевам дека конечно ќе се реши, бидејќи заслужува. Има ли никаква новост на оваа тема? Ова е нешто што го зборувавме, чина ми, во 2019-та, во последното гостување во Македонија наутра, а од тогаш немаме никаква нова информација. Елаборатите се подготвени, Добра. значи владата го задолжи Министерството да се најде соодветен објект или да се изгради нов. Јас искрено се надевам, верувам дека пандемијата ги одложи сите планови, но искрено се надевам дека конечно Танец после 72 години ќе го добие својот дом, кој што ќе има сцена пред се, за да може да концертира секојдневно, да речеме, по потребите, бидејќи знаете како другите национални ансамбли, туристичката понуда е секогаш поврзана со националните ансамбли. Доаѓаат големи туристички групи, тие нема каде да го видат Танец. Ние работиме проектно и да си ја довршам мислата, вистина се надевам и верувам дека ќе добие свој нов дом Танец. Има концерти, вокално-инструментални се подготвуваат, големи концерти, споменав со Владко Стефановски, со Сдруженијето на џез музичари, врвен аранжер Владимир Николов ќе ги прави аранжманите, значи биг бенд со Танец, нешто што верувам дека имало само неколку обиди токму во Македонската радио и телевизија на времето, со неколку numери, но такво нешто не сме виделе како целовечерен концерт. Споменав Владко Стефановски, другите концерти со низ државата, големите новогодишен, великденски, ќе има, подготвуваме и летна академија Танец, бидејќи како што реков Танец е школа, па во Охрид ќе можат сите заинтересирани ученици, студенти да учат од најдобрите во Танец, од играорците, од првенците, инструменталистите, да слушаат предавања од научници во областа, од етномузиколози, етнокоролози, етноорганолози. Да речеме дека е тоа, ќе снимаме повторно, ќе го штитиме нематеријалното културно наследство со тоа што ќе ги снимаме нашите концерти и изведби. Еве, имате пред вас последната публикација, Танец и во овој период сними CD оркестарот, токму овие 6 кореографии, односно нотографии на кореографиите што во меѓувреме излегоа, ќе има CD, ќе се сниме и втора збирка, бидејќи до сега не беше репертоарот на Танец фиксиран, за да може, а сите го изведуваат, па така што сега ќе имаат вакво средство да се послужат. Од вашиот одговор слушнав уште минимум 3-4 поводи за сериозни гостувања во Македонија наутра. Имам уште многу прашања, но денешниот разговор ќе го заокружиме со уште едно последно. За сметка на она што го остави низ годините зад себе, Танец има сериозна мисија и товар на плеќи за годините кои што доаѓаат од аспект на одржување на критериумите за работа. Изминативе 30 години независност на земјата, за сите убави поводи Танец бил рамо до рамо на сцената, но она што ме интересира, која е мисијата за следните 70? Предизвиците ќе бидат многу поголеми. Јас споменав порано, и Танец и сите биле поблиску до изворот. Фолклорот живеел на терен. Меѓутоа сега се помалку го има. Сега се повнимателно ќе треба да се чува, да се негува, да се презервира и да се обработува. Така што мислам дека функцијата на Танец ќе добива на значење се повеќе и повеќе. Тој ќе биде вистински чувар на нашиот музичко-фолклорен идиом и се надевам дека ќе има секогаш поддршката од сите оние, бидејќи на Танец му е потребна поддршка, да не се лажеме, тој државата мора секогаш да стои зад овој ансамбл, но пред се, јас сакам да кажам, пред се добро здравје,
сакам еве и во оваа прилика на сите да им го честитам празникот, да им посакам брзо оздравување на оние кои што во моментов се борат со болеста, зашто човештвото е навистина исправено пред најголемиот предизвик. Без здравје не можеме да размислуваме ниту за култура и уметност, но тоа секако не смее да биде на стендбај, затоа што историјата памети исто толку тешки моменти и не смее да се штеди на негување на она што е најважно. Впрочем, најубавите кореографии, коригирајте ме ако грешам, на танец се од најтешките моменти од историјата на да, тоа тешкото, тегобното не следи. Не следи, јас би сакала да имаме повесели моменти, историјата да ни дава такви повесели поводи да се прават повесели кореографии, повеќе со фолклор, по духовит, мислам со таков од областа на хумористичниот фолклор, но неминовно е. Македонската историја секогаш била тешка, ние сме тука крстосница, а нашите песни, нашиот фолклор го одразува тоа. Благодарам многу за гостувањето, Бранка, во утринската програма, иако знам дека денеска имате полни раца работа и богата агенда. Благодарам. Да, ви благодарам и вам. И впрочем разговорот го завршуваме онека како и што го започнавме, со убава музика во продолжение и уште поубава кореографија. Еден фрагмент од Радовишки соборот, последниот концерт на танец новогодишниот, во кој што меѓу другото се одбележуваше 70 годишнината од постоењето. Еве зошто танец е амблемот на Македонија.
токму така